Ви благодарам, председателке, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Со загриженост денеска ќе земам збор за овој ребаланс. Ова е првиот ребаланс на владата на ВМРО ДПМН, знам и вреди, и ребаланс кој сега конечно може да ни отслика вистинската природа на оваа крволочна десничарска влада која владее со Република Македонија. Буџетот е огледало на совеста на оние кои владеат со нас. Овој буџет и овој ребаланс немаше политичка визија, туку повеќе служи како административна мимикрија на тоа што треба да биде еден народен буџет, и во овој ребаланс нема да најдеме доблест, нема да најдеме идеја и најмалку ќе го најдеме народот. Затоа што мислам дека се чувствуваме како да живееме во паралелни реалности, во почит кон вашата реалност. Јас гледам многу други метрики за нашата економија, вие гледате скандинавски метрики, затоа денеска ќе настапуваме во боите на Шведска. А многу е озбилна работата. Баш затоа што е сведена политиката на пародија, кога не треба да биде, кога разговараме за буџетот кој е судбинска одредница за нашите граѓани кои живеат се полоши животи, тогаш ајде да разговараме отворено за нашиот скандинавски буџет. Конципирањето на буџетите и на ребалансите во Република Македонија, ова секогаш ќе го кажам, секогаш оди по желба на стопанските комори, така и во овој случај. Во овој контекст, првиот буџет кој го добивме беше алармантен, сега веќе работите стануваат очигледни. А тоа е дека ќе продолжи статус квото во Република Македонија, тоест насоката на девалвирање на економскиот живот, финансиската моќ на нашите граѓани и нарушување на екзистенцијалниот мир за сите кои живеат во оваа држава. И понатаму продолжува неолибералната пародија на економијата која вие ја водите. Ние мораме веднаш да ви кажеме, ние целосно не се согласуваме со вашата економска политика. Ние целосно и нашата политичка платформа се заснива на тоа и за секогаш ќе ја пародираме, дека сме апсолутно спротивно поставени на вашите неолиберални економски политики и вашите приоритети кои соодветствуваат на приватниот интерес, а не за народот. Во овој буџет ќе видиме сите желби на приватниот сектор и на вашите спонзори на олигархијата како се исполнуваат, додека народот останува тој кој треба да го трпи товарот на полнење на буџетот, затоа што понатаму ќе видиме какви се приходните страни на овој ребаланс. Целосно не се согласуваме и многу ни е мило затоа што сега живееме во некое друго време. Јас искрено мило ми е што сум бил дете во раните 2000-ти години, кога овој неолиберален циркус вас ви бил оправдан светски, кога сте можеле да давате аргументи за либерализација на пазарот, дека ние некаде транзитираме, дека треба да дојдеме пред портите на рајот и дека таму е точката Б од нашата транзиција. Не. Сега се очигледни резултатите. Ова ни има дадено транзицијата во неолибералниот капитализам. Логиката која имаме наметнато економски е истата онаа која имавме и на почетокот на 2000-тите години. Ништо се нема сменето во изминатите 25 години од овој 21 век. Вашата неолиберална економска матрица ја уништува Република Македонија на начини на кои што не можат да се замислат. И нормално дека за секогаш ќе бидеме спротивно поставени на овие неолиберални глупости, затоа што ние сме пратеници на една држава која постои од 45-та. Таа држава од 45-та, кога почнала да се гради, се градела во услови кои речиси одговарале на средниот век. Имавме 90% неписменост во Републиката, немавме инфраструктура за држава, имавме едно собрание во Скопје и затоа беше одредено за Народно собрание во тој простор, но од 45 до 91 кој прогрес го има дадено планската економија за оваа држава? Јас ќе ви кажам прогрес до тоа ниво што 91 Human Development Indexот на државата во која учествувала Македонија бил 0,93, односно да одговара на топ 25 земји во светот. Моментално од 91 ако ја земеме таа инфраструктура која планската економија ја има оставено,
Од 1991 до 2025 имаме очигледни резултати кои покажуваат на уназадување на екзистенцијалниот мир на нашите граѓани. Во суштина, економската транзиција е таа, олигархијата е создадена, фирмите кои ја контролираат политиката се создадени, додека политичката транзиција која ние имавме како држава, тоест трансформацијата на политичкиот систем во парламентарна демократија, затоа што во нашиот случај таа дојде вертикално преку промена на државниот апарат, за разлика од западните европски земји каде што парламентарната демократија има своја револуционерна генеза, од 1991 навака имаме две реалности. Економската е таа на вашите олигархиски спонзори, а политичката реалност е на несозреано општество во парламентарна демократија, кое вие го имате впрегнато во креирање на партиски војски, кои после ги храните преку овие буџети. И еднаш за секогаш сакам да потенцирам, кога се спомнуваат партиски војски, тоа не се лоботомирани луѓе, тоа се луѓе кои вие ги држите со договори на определено време по 6 месеци во институциите, за да обезбедите нивната лојалност. И за секогаш нашите буџети ќе бидат конципирани на две основи. Едно, на задоволување на оваа олигархија која е создадена преку економската транзиција, и друго, на задоволување на политичките приоритети на хранењето на партиски војски и на одговарање на изборните потреби и изборната логистика на партиите кои владеат со нас. И затоа во овие времиња вашата антинародна нарав е уште поизразена, затоа што веќе не се раните 2000-ти, затоа што политичките текови на континентот и во светот се менуваат повторно. И сега веќе на сите ни е јасно. Не можете да го скриете зад убави бајки и убави флоскули на економски прогрес, или ако доволно искористиме шпекулативни метрики да го скриеме сето тоа. И еве ќе ви дадам еден совет, затоа што низ бројки пробуваме да ја скриеме вистинската реалност во Македонија. Кога ќе не удрат задолжувањата ваши од нови 7 милиарди евра, ви предлагам да дадеме државјанства на кучиња и на мачиња, да го намалиме долгот по глава на жител. Затоа што тоа е целата логика. Криење на вистината на една разорена економија која е на дното на континентот по сите параметри кои треба да ги согледуваме. Ова е ребаланс кој нема намера да биде заштита од економски кризи. Ова е ребаланс кој не решава системски проблеми, туку ни покажува колку е владата спремна државниот буџет да го искористи за секој дневна политика. Колку е спремна владата државниот буџет да го искористи за изборната година во која се наоѓаме. И пред да поминеме на долгот, сакам да се осврнам на тоа што колегата го спомна преска, тоа е за растот на БДП-то. Министерството за финансии имаше оригинална прогноза од 3,7%, НБР имаше прогноза од 3,3%, која сега ја намали на 3%, и сега ние се фалиме со 3%, а Светска банка вели дека прогнозата ни е 2,8%. Тоа е најнизок степен на раст на Западен Балкан после Босна и Херцеговина. И впрочем, затоа ми е јасно дека кога сте ги гледале бројките, веројатно плаво-жолтови се испомешале Босна, Херцеговина и Шведска, па сте дошле до некои скандинавски бројки. Само сме подобри од Босна и Херцеговина. Меѓу другото и може Ибрахимовиќ ве испомешал, не сме во скандинавски метрики, туку напротив, на дното на балканските метрики. И тоа, ајде да бидеме реални, еве 3% ќе ви го дадеме, фантастично укажува на стабилност. Каде е економската активност? Економската активност е во градежната индустрија, во која нискоградбата учествува со само 7,4%. Тоа значи дека и понатаму имаме урбана експанзија, шпекулација и полнење на джебовите на спонзорите од градежната мафија на ВМРО, Знам и Вреди. Тоа е моторот на економијата. Тоа е моторот на економијата, градежната експанзија на вашите спонзорски фирми.
7,4 само за нискоградба и развивање на инфраструктурата. Меѓу другото, растот во земјоделството е за 0,7%. Јас не знам како може да го спомнувате тоа како минатиот колега што го направи. Во однос на тоа како го полниме буџетот, мене баш ме изненади дека успеа десничарската влада да ги намали даночните приходи во буџетот во овој ребаланс. Баш ме изненади. И тоа знаете ли во какви услови се намалени? Знаете ли у какви услови се намалени даночните приходи? Во услови каде што на носењето на балансот сакаа да го намалат корпоративниот данок од 10 на 5%, па ние му кажавме на директива од Европската Унија дека минимумот треба да е 15%, го усвоивме во брзање во 93-та минута таа реформа даночни, и сега на ребалансот имаме намалени даночни приходи. А знаете каде имаме зголемени приходи? Од продажба на имот. Тоа значи дека десничарите се спремни да распродадат се пред да ги оданочат нивните олигархиски спонзори. 3 милиарди денари плюс од приходи од имот. Значи да се распродава имот, да се дава на концесии, да се распродаде државата, ама олигархијата не смее да биде чепната, таму имаме намалени даночни приходи во буџетот. Кај капиталните расходи имаме навалување за 3 милиарди денари. И тоа, реализираноста на капиталните проекти заклучно со мај е 20%. Го прифаќаме објаснувањето на министерката, ладно било, супер. Ама со 20% реализација на капитални проекти, додека имате реализација на странско задолжување 95%. Така да, во една совршена равенка ние за инфраструктурата сега ќе имаме 172 милиони евра, а за камати 233 милиони евра, што всушност ја покажува реалноста на нашиот буџет, а тоа е буџет на една длабоко задолжена држава која има неверојатна несреќа да и се погоди ВМРО-ДПМНЕ повторно да ја владее и да ја дозадолжи. Имате зголемување на средства кај владини органи за корупција и за вработување, нормално, како што прилега за изборна година, па има за Министерство за одбрана 1 милион евра за модернизација, наводно во Министерството за одбрана, има по државната управа, но нема ништо суштинско за социјалната помош, нема ништо суштинско за здравството и нема ништо суштинско за образованието. Така да зголемувањето на парите за државните органи се однесуваат на парите кои ќе бидат употребени за корупција и всушност најдобро, најсликовито ќе го објасниме овој буџет како логистички центар за изборите локални на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, апсолутно целиот буџет е кроен за да им одговара на изборните активности на ВМРО-ДПМНЕ, па оттаму ништо за социјалната помош, ништо за здравството и за образованието. Па те морам да искоментирам, затоа што наши државници учествуваа на НАТО самитот каде што се разговараше за зголемување на стапката за одбрана на 5%. Немојте да си правите авантури дека тоа може да помине во Македонија. Значи, Македонија е пресиромашна држава за да учествува во големите игри на воено-индустријскиот комплекс. Ако можат поозбилни држави да се чукнат во глава и да ја согледаат реалноста, посебно после тој самит, што побарувачката се зголемува, па така и оружјето ќе биде со зголемена вредност, така да се што ќе направите е да ги излиете парите на Македонија наместо да останат во социјална насока каде што треба да бидат, така да немојте да си правите фантазии дека тоа ќе помине 5% за одбрана. Ние немаме намера да едеме куршуми, имаме намера да се нахрани овој народ. Македонија не само што е сиромашна, таа има и уставна категорија дека е социјална држава. Ништо од овие приоритети во буџетот не укажува дека вие тоа го согледувате. Капиталните проекти кои никако да се завршат, кои постојат од која јас постојам од 1996 година. Сите тие капитални проекти нема ни сега да се завршат,
уште намалувате пари за клиничкиот центар во Скопје, за болницата во Штип. Ја намалувате од 22,5 милиони на 5,5 милиони. Тоа ни покажува буџетот. Дека нема ништо да се заврши. Треба можеби уште еден мој живот да помине за нешто да дискутираме дека се поместило, а можеби ни тогаш. Во време на шокови инфлаторски, сиромашните остануваат без глас во буџетот, додека власта и владачкото мнозинство ни подразно неќе да ја разгледа понудата на синдикатите за зголемување на минималната плата. Секоја чест, дечки, секоја чест. Во вакви услови вие не сакате ни да има дебата, туку правите квази синдикати кои ќе ви ја поддржат вашата Монти Пајтонска идеја дека синдикати треба да се борат против минимална плата. Тоа е ваша работа и нека ви е на чест, затоа што граѓаните тоа го чувствуваат. Потоа имаме зголемување на долгови. Само камати, додека болниците, додека образовните институции ниво со колапс, ние имаме само камати. Меѓу другото, ви се случува во проектирање на буџет, после со законски измени да се замрзне студентски оброк. Имате нередовни исплаќања на социјални категории. Сето тоа се случува, ама затоа нашиот буџет, заради вашите авантури, ќе биде експлицитно насочен во враќање на каматите и на долговите. Меѓу другото, имаме невидливи милиарди, тоест пренасочување на парите кон елитата. Постои ставка која се вика други економски работи, која расте за 15,4 милиарди денари. Прашањето е дали тие пари ќе завршат кај работниците? Не. Дали ќе завршат кај сиромашните? Не. Дали ќе завршат кај вашите фирми и фирмите на вашите спонзори? Апсолутно да. Невидливи, матни милиарди за кои нема никакво објаснување во поглед на економската логика која треба да ја обезбедат. И имате нормално, затоа што се за избори овие буџети, имате привремени вработувања, зголемувате на 367 милиони евра, па договорни услуги на 919 милиони евра, па купувате возила во раст од 100% од вредноста, додека пренаменуваме воени возила за противпожарни активности. И затоа задолжувањата во изборната година и купувањето на социјалниот мир сега може да имаат логика. Од друга страна, извозот ни расте за 1,2%, додека увозот ни расте за 5,8%. И во суштина сега сме ставени во позиција каде што регионот не доминира по однос на увоз на нивни продукти. Така е со речиси сите наши комши, освен со Србија, ние сме во дефицит на трговска размена. И Македонија станува точно тоа што глобалниот пазар го бара. Ефтина работна сила, увозна економија и сиромашен купувач. И тоа е рајот кој десницата сака да го обезбеди за нашата економија. Македонија не произведува, туку станува колонија на финансиски интереси во која е изразена периферната зависност во поглед на другите економии кои ја обкружуваат. Не можеме да разговараме за развојна компонента, не можеме да разговараме за развој на производството, затоа што приоритетите на оваа влада е да асфалтираат улици со буџетите кои, тоест да завршуваат работи кои требаше нивните градоначалници во изминатите 4 години да ги завршат, а кои не ги завршија. Значи, ние сега имаме цел буџет за покривање на дупките од работењето на градоначалниците на ВМРО ТПМН во минатите 4 години. Наместо да зборуваме за развој на производството. Сметаме дека Македонија се наоѓа во финансиска кома, затоа што особено е алармантно зголемување на стапката за кредитен раст од 11,8%, тоест дека нашите семејства и фирми се задолжуваат за да ги покријат своите дејности на вистински начин и дека ќе можеме да очекуваме нови инфлаторни шокови, затоа што буџетот не прави ништо да се заштити од потенцијалните економски шокови кои може да следат. Ова е фискален документ на политичката бескрупулозност на нашата власт. Ова е ребаланс без визија, кој треба само да ја нахрани олигархијата
која ги има вриено своите канџи во ткивото на Република Македонија. Ние нема да го поддржиме овој ребаланс, интервенираме амандмански, се надеваме дека во дискусиите во ребалансот ќе има простор да се интервенира на суштински начин, но досегашната пракса нас не обесхрабрува во таа насока. Ви благодарам.